Специфичната политичка реторика и дава сосема нова содржинска форма на одговорност. Желбата пред гласачите да се остане чиста и иманентна. По секоја цена се бараат модалитети како да се достигне тоа ниво, за да се има бел образ, не само пред тие кои што одлучуваат, туку и пред самите себе си. Кој солидаризм ga jučet Mumuconi je banjata švicojčkoj pastor. Мухмунтен и папата, тамбай на друга тамбай на год. Ние ве подржувам да се инајде решение и контактиравме. Што да бъде пастрините? Искреноста е сепак најважната карактеристика која ја почитуваат избирачите. Се разбира доколку со нејзина алтернативна интерпретација, таа наместо вистинската добива чудна и збунувачка конструкција за емотивната состојба, во која доминира желбата за нагонски активности кои треба да ја смират натрупаната енергија. Напишав неколку точки кои мислам дека ќе ги разберете како мое емотивно чувство. Прво, второ, дали сум нормален? Трето и четврто, ве молам, бидејќи сум возбуден, барам подршка од 5 советника за 15 минути пауза. Веројатно количеството адреналин при појавата на камера расте, по објективот станува нем сведок на наивни обраќања, кои покрај добронамерните обиди, ниту со професионално изострено уво, не може да бидат протолкувани. Знајат, мислам, од Мистерко Петко, директоркот за таа работа, и он го дојде тука. Знајат, мислам, од Мистерко Петко, директоркот за таа работа, и он го дојде тука. Тоа што не се знае кој дошол, што дознал и како си заминал, не значи дека понекогаш се има јасна мисла, особено кога е во прашање сопственото задоволство. Тогаш не е најважно многу да знаеш, туку да бидеш снаодлив. А отварачот на колонијата и затварачот бев јас во отсутство на градоначалникот и поклонот го дадоа за градоначалникот, ама ја не му го дадов. И публиката доби подарок. За сите оние кои сериозно го почувствува отсутството на квалитетна и издржана дебата, политичка луцидност и креативни толкувања на правото, следува период во кој со нова свежена и силна енергија се враќа алката која недостасуваше. Пред неполна година, тоа беше впрочем мојата последна емисија во која што сум учествувала, почувствував дека веќе немам што да кажам. И на крајот. Победата, колешка. Добар ден. Заморот на материјалот е минат. Големината на враќањето мора да биде евидентирана во некоја нова бајка. Ова е приказна за да речем Снежана и 23-те джуджиња околу. Приказна или бајка се едно. 7 или 23, исто така. Важно е тоа што секој што се занимава со политика изгледа си има свое волшебно огледало.